понеделник, ден за размрдување на мислите и умот. Многумина ги мразат понеделниците, зашто доаѓаат токму после викендот, но ние ги сакаме, зашто се резервирани за нашите утрински дружби. И за ова имам интересен гостин. Професор доктор Владимир Какуринов, човекот што е неприкосновен во областа на безбедна и здрава храна. Добро утро, Владимир. Добро утро. Како е овој понеделник? Одличен ден. Да тргнеме од оно што неодамна се случи. Нутритивни и здравствени аспекти на храната од Балканот е насловот на поглавието што всушност ја внесе Македонија во светската енциклопедија на безбедна храна. Така е. Приоритет беше, односно цел беше да се внес 17 македонски производи, да се промовираат, да се заштитат. Така е. Јас со години се занимавам со заштита на традиционалните производи. Впрочем, и мојата магистарска работа беше од областа на традиционалните производи, се однесуваше на биено сирење, микробиолошкиот состав, динамика на микроорганизми и така натаму. Целта ми беше да го заштитиме биеното сирење. Но во тој период, во развојот на нашата држава, во Македонија немаше заинтересирани и не им беше јасно како тоа се прави. За жал, таа состојба и до ден денес е таква, но без оглед на тоа, јас решив дека во својот живот ќе се занимавам со оваа работа, ќе работам на што повеќе традиционални производи да се заштитат и да се заштити земјата на нивното потекло, тоест Македонија. Како Македонија, без никакви додавки и придавки. Веќе повеќе од 20 години собирам материјали за разни прехранбени македонски производи, пишувам во научни списанија за таа работа и дојде моментот Елсевир, најголемиот светски издавач на научна литература, кога ја правеше својата енциклопедија, во поглавието за Балканот, јас бев еден од тројцата што бев предложен од GHI, тоа е Организација за глобална хармонизација, да бидам еден од тројцата уредници на изданието за Балканот. Во таа прилика успеав да соберам тим, добар тим, со уште двајца научници, заедно со професорката Валентина Павлова и со нутриционистот Надица Илиевска, и го напишавме поглавието за традиционалните производи во Македонија. За жал, беше ограничено секоја земја да има по 10 на производи, но ево јас како уредник успеав да ставам 17 македонски производи и особено сум горд на тоа, бидејќи тоа е многу работа. Да напоменам дека работата е чисто волонтерска, никој не плаќаше за таа работа, ни беше чест и задоволство да работиме за Македонија. И таа книга конечно го виде светлото на денот. Денес е дел од светската енциклопедија на традиционални производи и веќе никој во светот не може да каже дека тие 17 производи не се македонски или нивното потекло не е од Македонија. Поднебието, односно природата, ни дарила можности да одгледуваме здрава органска храна. Има многу препознатливи производи, како дојрански маслинки, охридски цреши, потоа беровско сирење. Успеваме ли да направиме исчекор, да ги заштитиме овие препознатливи? Ова е прв чекор. Во суштина, ова е прв чекор што е направен во светска литература, каде што се спомнати нивните имиња и каде што се спомнати нивните производи. Ви реков дека работам повеќе од 20 години околу ова. Во Македонија јас досега имам најдено повеќе од 1200 производи кои што може да бидат заштитени како традиционално македонски. Оно што спомнавте за природни производи, не би навлегувал во органски, бидејќи тоа е сосема друга проблематика. Македонија е живо жариште на биодиверзитет. Значи, ние имаме преку 800 растителни и животински автохтони видови кои се наоѓаат само во Македонија. Да не зборуваме за влијанието на културата, за влијанието на навиките, за македонскиот народ кој што со
векови овде живее и кој што морал да се прилагодува на разните освојувања од страна, па и да ја прилагодува својата храна. Например, ајварот е таков производ, биеното сирење е таков производ. Поентата кога ги штитите производите е во суштина да ги заштитите производите во 3 круга. Едниот круг е на национално ниво, вториот круг е на регионално ниво и третиот круг е на ниво на град, село и така натаму. Во енциклопедијата јас ставив од сите 3 круга производи. Веќе ви спомнав некој, макалото тука спаѓа, тавчегравче тука спаѓа, но имаме и кумановски суџук, например, кој е во Куманово и околината. Имаме ширден, кој што е во Прилеп и Прилепско. Имаме зелени смокви, кој што е Гевгелија, Гевгелиско, Валандово и така натаму, кој што се прави во тој крај. Ставени се сите македонски вина. Значи, како македонски вина или вина од Македонија. Ставена е жолтата раке и така натаму. Значи, има преку 1200 производи кои треба да ги заштитиме. Се надевам дека државата, утреден, ако не денес, ќе најде за сходно да им помогне на производителите на традиционални производи, бидејќи не се работи само за заштита на името, не се работи само за заштита на потеклото. Се работи за економски развој на краевите каде што тие производи се произведуваат. Затоа што ако им помогнете на тие производители, тие ќе го развиваат тој крај каде што живеат и ќе го чуваат тој производ кој што е традиционално македонски. Ваш став е дека најздрава и најбезбедна е храна што потекнува од локалното подрачје, локалната храна, локалните производи. Токму така. И тој став не е само мој. Ние од 2014 година го организираме Нутрикон. Тоа е најголемата платформа интердисциплинарна за науки како што е земјоделство, ветеринарство, микробиологија, хемија, медицина, нутриционизам во целиот свет. И ние од секоја година имаме огромен број на учесници од целиот свет, кој што секој се зборува од свој аспект во врска со храната. На првите 2 конгреси беше присутен председателот на Меѓународната организација за нутриционизам. Исто имаше прашања од новинарите. Уште од 2014 која храна е најдобра, најздрава и така натаму. Тој потекнува од Тајван. И првото што го кажа, најздрава и најдобра храна за вас во Македонија е храната што расте во Македонија. И тоа е жива вистина, потврдата доаѓа и деновиве, бидејќи се повеќе има податоци за микробиомот, а микробиомот е микробната микрофлора во цревата на луѓето во одредено подрачје, која што е навикната на прехранбените производи кои што растат во таа земја. Ако пробате да го смените микробиомот, веќе доаѓа до разни здравствени, па дури и психички проблеми. Кој е професор доктор Владимир Какуринов кога не се занимава со научна дејност? Има ли хоби? Сака ли музика? Спорт? Во овие години, во кои сум сега, сакам спорт само на телевизија. Значи да гледам спорт и да уживам во спорт, нарочно на стапите на македонските репрезентативци. Она што ме преокупира и што ме задоволства и цел живот го правам, е тоа е дека пеам и слушам музика. Ние сме дома музикално семејство, сите, буквално уживаме да запееме и со пријатели да се собереме и низ песна да не помине и вечерта и уживам да слушам музика, особено македонска. Како стартува денот за вас? Како и за секој обичен човек, како секој човек. Станувам наутро, пијам кафе, седнувам да работам најчесто до 3 часот, не повеќе од тоа, и после тоа гледам да се одмарам. Значи, буквално да не правам ништо, после тоа читам книги, слушам музика, гледам телевизија, ќе ми дојдат пријатели, ќе отидам кај пријатели и генерално тоа е тоа во текот на денот. Од литература читам многу научна литература, но исто така сакам и белетристика да прочитам. Една стара поговорка вели: не се жали за минатото, не се жали за поминатото. Има ли нешто за што се каете, нешто што сте сакале да го направите, не сте го направили? Па нема да ви кажам право, мислам, неќам да звучи нескромно.
Не постои човек што направил све исправно во животот и не постои човек што сгрешил се во животот. Значи, се има зошто се случило. Така и јас го сметам животот, дека имало зошто се случили добрите и лошите работи. Така да буквално за ништо не се каам, бидејќи да не биле тие работи, не би бил овој човек кој што сум денес. Владимир, во ова време, не време, најважно е здравието. Посакувам добро здравие, за да може и натаму да работите во научната дејност во областа за безбедност на храната и да нижите резултати, да ги промовирате и да ги заштитите македонските традиционални производи. Благодарам што бевте гостин на Македонија наутро. Благодарам и вам.